Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Први вечерни вести ви благодарам што сте со нас. Двајцата поранешни градоначалници на Кочани се враќаат во домашен притвор откако судија на претходна постапка ја прифатил нивната жалба и решил да им ги ублажи мерките. Со тоа поранешните градоначалници Радко Димитровски и Николчо Илиев од притвор се селат дома, додека последниот градоначалник Љупчо Папазов, кој си поднесе оставка по трагедијата, останува во ефективен притвор. Информацијата ја потврдија и од обвинителството, од каде велат дека веќе поднеле жалби на одлуките за ублажување на мерките. Постапувајќи по поднесени жалби од вкупно 17 осомничени, основниот суд Кочани ги одби жалбите на 14 лица и ја потврди мерката притвор. За 3 лица мерката е ефективен и ја замени со куќен притвор. За двајца од нив, поранешни градоначалници на Кочани, основното јавно обвинителство од Кочани вложи жалба пред апелацискиот суд во Штип и побара да опстои мерката ефективен притвор, се вели во информацијата на обвинителството. Оттаму додаваат дека во куќен притвор се сели и поранешната директорка на државниот пазарен инспекторат Анета Симевска-Димовска. Одлуката била донесена поради здравствени причини и за неа обвинителството нема да се жали. Инаку од вкупно 36 притворени, до сега жалби поднеле 26 лица. И додека едни излегуваат од притвор, активностите кои ги превзема полицијата најавуваат дека веројатно таму ќе се најдат други лица. Во текот на вчерашниот и денешниот ден извршени се серија нови претреси во домот и имоти поврзани со сопственикот на дискотеката Пулса, се одземала документација и компјутери и од канцелариите на државниот пазарен инспекторат во Кочани. Деспина Тодоровска. Компјутери, мобилни телефони и финансиска документација се одземени при вчерашните претреси во Кочани. Полицијата влезе во домот и останати фирми кои се во сопственост на газдата на дискотеката Пулс, но и во просториите на државниот пазарен инспекторат во Кочани. Во домот на Дејан Јованов пронајдени и одземени се лаптоп компјутери, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети. Одредени предмети се одземени и од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена и финансиска документација. Во државниот пазарен инспекторат канцеларија Кочани пронајден и одземен еден компјутер, еден лаптоп компјутер и еден таблет, како и целокупната документација поврзана со правни субјекти во сопственост на Јованов, информираат од Министерството за внатрешни работи. На информативен разговор вчера во полициска станица во Скопје задржани беа и сопругата и ќерката на газдата на дискотеката, но истражните органи официјално не откриваат во какво својства, дали се дел од осомничените или дел од 300 сведоци кои ќе бидат опфатени со истрагата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Дел од повредените пациенти кои беа на лекување веќе почнаа да се враќаат дома. Попладнево на Скопскиот аеродром ги пречека министерот за здравство Тара Вари и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. На аеродромот Екатерина Нешкова ја имаме во овие вести во живо. Кате, каква е состојбата на пациентите? Така е, сите 5 мина пациенти кои што беа планирани да се вратат денеска во Македонија, беа на лекување во странство, пристигнаа вечерва и се во добра состојба според она што можевме да го видиме, но и според она што го кажа министерот за здравство Арбен Таравари, кој заедно со Тимчо Муцунски, министерот за надворешна политика, ги пречека тука на Скопскиот аеродром. Се работи за еден пациент, едно момче, 22 годишно момче кое што пристигна од Грција и 4 пациенти кои што пристигна од Шпанија. Тие пристигнаа со комерцијални летови, значи се во една добра состојба, сами на нозе заедно со придружба. Првото момче со двајцата родители, додека пак 4 пациенти кои што дојде од Шпанија во придружба со 6 лица родители и роднини на самите пациенти. Во моментов сите 5 мина се на тријажа, односно проверка на пластичната хирургија во клиничкиот центар, а ноќта ќе поминат на токсикологија за да бидат направени сите потребни анализи. Доколку се покаже дека се во добра здравствена состојба и покрај повредите кои што се во заздравување, тие утре ќе можат да заминат дома. Еве ги изјавите на министрите кои што ги пречекаа пациентите. Вечерва ни стигна и вториот пациент кој што се лекуваш во Атина. Се работи за 22 годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора
да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Ангел е испратен не на 16, туку на 17 навечер, 17 март, така да третманот бил добар. Се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување. За жал, повторно и се уште се во критична состојба, така да се надеваме дека се млади луѓе ќе поминат оваа криза. Во делот на лекувањето, во делот на сите логистички трошоци, не само во делот на упатувањето на пациентите надвор од државата и нивните семејства, туку и за враќањето, сите други трошоци се натовар на буџетот на државата, така да од тоа што го слушам и од директната комуникација со семејствата и од фидбекот кој што го добиваме од нив, они се задоволни од квалитетот на услуга што ја добиваат од нашите дипломатски конзуларни представништва, од службата за општи и заеднички работи. Знаете, една работа која што постојано истакнуваме дека луѓе кои што во моментот живеат и во тага и во шок, треба да направите се што е можно да ја намалите таа болка. Така, од 108 пациенти кои што остануваат се уште надвор, како што слушнавме и кажа Таравари, 4 се уште се во критична состојба, но затоа пак има добри вести дека утре се очекуваат, утре и задутре се очекуваат уште 5 нови пациенти кои што се кои што се на лекување надвор да пристигнат во земјава во добра здравствена состојба. Пациентите кои што вчера беа отпуштени од странство, се работи за едно момче кое што пристигна од Белград, од Србија. Тој денеска веќе треба да е пуштен на домашно лекување, имајќи предвид дека неговата здравствена состојба, како што најави министерот за здравство, е добра. Девојка од Софија, која беше лекување во Софија, исто така е испишана од тамошната болница, но таа се уште е во Бугарија, се чека да се врати во текот на утрешниот ден, се води како амбуланско лекување. Како што кажав, вечерва пречекавме 5 пациенти кои што се лекуваа на странство, чекаме утре уште 5. Кате, ти благодарам на овие информации. Беше тоа Катерина Нешкова, која што известуваше од Скопскиот аеродром. Со случок на оние 4 критични пациенти, сите останати се во добра состојба и сега надлежните го планираат нивниот процес на лекување кој може да потрае. Министерот за здравство, кој вечерва ни беше гостин во тема на денот, вели дека надлежните го планираат и процесот на санирање на лузните кои остануваат по изгорениците. Еве дел од разговорот кој со него го водеше Славица Арсова. Ги поминавме првите 10 дена и фала Богу, барем до сега резултатите се окей. Значи, до денеска, фала Богу, нема ни еден починат, иако имаме 4 во критична состојба, меѓутоа ни еден починат. И сега сме во втората фаза на компликации и рехабилитација. Компликации очекуваме уште, можеби, недела до 2 недели максимум, а потоа рехабилитацијата веќе е започната за одредени пациенти, која што може да трае од неколку недели до неколку месеци. Јас очекувам барем од бројките што ги имаме од овие пациенти кои што се надвор, кои што се лекуваат, очекувам некаде околу 40 до 50 пациенти да имаат потреба за подолготрајна рехабилитација. Ќе видиме капацитетите што ги имаме во државата, меѓутоа би сакал да кажам јавно дека и да им се заблагодарам повторно на повеќе пријателски држави на Македонија кои што вчера се видов со неколку амбасадори кои што се подготвени, доколку имаме потешки случаи кај што треба рехабилитација, се подготвени повторно да ги примат и да ги задржат. Одредени држави се подготвени некои пациенти да ги задржат малце подолго, додека комплетно бидат излечени, така да нешто ќе створиме наши капацитети тука, нешто ќе продолжиме можеби во надвор од државата. Генерално за нас како здравствен систем, меѓутоа и како влада е сите овие пациенти да бидат безбедни и со што помалку последици. Бидејќи знаете, генерално за жал се работи за деца од 15 до 35 години, генерално се 15 до 25 години. Така да многу им значи не само физичкиот статус, физичкото здравје, туку и да речам тоа естетски изглед на
овие деца, бидејќи се работи за испекотини кои што знаат да остават илузни одредени работи кои што може да ги стигматизира во општеството. Јован Костадинов е еден од оние пациенти кои веќе се дома. Тој со својата храброст спаси 21 живот во пожарот, со што го заслужи епитетот херој во целата оваа трагедија. Тој попладнево бил на прием кај премиерот. За средбата Мицкоски информираше на социјалните мрежи. Јован не е само херој на оваа трагедија, тој е символ на една нова генерација која знае да направи разлика. Од неговиот чин се учи како да се биде човек, како да се биде достоинствен и несебичен во моментот кога тоа најмногу значи. Бев информиран дека ќе биде доделена стипендија за Јован Костадинов како знак на признание за неговата храброст и човечност. Алкалоид како општествено одговорна компанија ја превзеде оваа иницијатива и на тој начин покажа дека ги препознава и вреднува ваквите светли примери. Благодарност до сите што помагаат во овие тешки моменти за државата и народот, порача премиерот Мицкоски на социјалните мрежи. Пожарот во Кочани отвори едно големо прашање за тоа колку се безбедни сите објекти во државата и на него повеќе од една недела работат практично сите надлежни институции. Како што информираше владата, целокупната документација од досегашните проверки е комплетирана и по неа се постапува. Во меѓувреме проверките продолжуваат. Објектите во кои што инспекторите забележале неправилности ќе бидат под мораториум додека не ги исправат грешките. На листата објекти кои привремено ќе бидат затворени се и угостителски локали и државни установи, како и училишта, градинки и пензионерски домови. Целокупната постапка е завршена во форма на службен записник и е доставен до надлежните институции. Со ова, Државниот пазарен инспекторат и формално и законски го заокружи првиот дел од процесот во рекордно време, обезбедувајќи ефикасност и усогласеност со прописите. Навистина ни е битно да превенираме све што може да превенираме во иднина да се случи, доколку таа аномалија која што објектите не ја отстранат во некој догледен период, секако дека нема да можат и нема да имаат услови да работат. Во тој период ќе бидат затворени, еве конкретно градинки? Мислам да. Пазарните инспектори по професија се или правници или се економисти. Како можат тие да проверат дали исполнува објектот градежни, да речем противпожарни услови, електрика и така натаму, се она што е поврзано со издавањето на одобрение за градба на еден објект и понатаму за исполнување на минимално технички услови. Целта наша е во иднина, во таа комисија, да влезат повеќе институции и професионалци, лица професионалци во својата област, кои ќе гарантираат со својот подпис во записникот, кои ќе го направат не откако ќе се даде лиценца, него пред да се издаде лиценца. Од она што е досега проверено, затворени се поголем број на објекти, меѓу нив и Прилепскиот театар, каде условите се навистина лоши. Активностите на Дирекцијата за заштита и спасување, која проверува безбедноста на објектите во сопственост на државата, ги следеше Даниел Василев. 24 објекти добија забрана за користење, а од нив само еден е државен. 36 правни субјекти заедно со нивните одговорни лица добиле парични казни. Дирекцијата за заштита и спасување досега направила проверка во вкупно 73 правни субјекти. Прилепскиот народен театар е првиот државен објект опфатен од мораториумот за објекти кои немаат минимум технички услови. По барање на Центарот за култура Марко Цепенков, Дирекцијата за заштита и спасување направила контрола пошто усно врачила решение за забрана за користење на објектот. Тоа значи дека на неопределено време забранети се сите представи и настани, но ќе продолжат да се одржуваат сите проби додека театарот не добие и писмена забрана. За сега не се знае кои се објектите кои ќе бидат опфатени во мораториумот кој го најави владата, но таму веруваат дека надлежните транспарентно ќе ги објавуваат сите објекти кои ќе добијат забрана за користење. Тој мораториум е со цел да се надминат сите недоследности кои што ќе бидат утврдени. Се разбира, во тој рок ќе мора задолжително сите неправилности, без разлика дали станува збор за државни или приватни објекти, да бидат надминати. Јасно кажавме дека аналитички пристап во овој процес нема да имаме. Ние мора да действуваме со чекори, итни постапки, брзо и ефикасно, се со цел да спречиме идни вакви несакани трагедии. Дирекцијата за заштита и спасување е институцијата која ќе треба да ги провери објектите на државните институции. Дали во нив се почитуваат противпожарните стандарди, но и дали имаат минимум технички услови. Даниел Василев, Сител телевизија.
Системот е девастиран и затоа е потребно целосно рестартирање на државата, порача првиот човек на Ману на годишното собрание на Академијата. Ниското невладење на правото и коруптивноста на системот доведоа до девастирана држава со нефункционални институции. Како резултат на тоа, во последните години ни се случија неколку масовни несреќи, меѓу кои последната голема трагедија во Кочани. Потребна е целосна поддршка на енергичните напори и заложби на институциите на државата за расчистување на истите. Верувам дека се уште е возможно рестартирање на државниот систем. И доколку успееме на институциите да им го вратиме барем нивото кој го има при осамостојувањето на земјата, навистина ќе постигнеме огромен успех. Тука е крајот на овие вести, следните се за помалку од 2 часа. Се гледаме тогаш.